Контра препораките за заштита од COVID-19 без никакво растојание во Основниот суд во Велес започна судскиот процес против екс-претседателот на Скопскиот кривичен суд Владимир Панчевски. Тој беше спроведен од затворот во Шутка, каде според одбраната противзаконски е во притвор. Неговиот адвокат Петро Јанура во судницата неколку пати повтори дека Панчевски не бил правосилно разрешен од позицијата судија, односно немало одговор на жалбата до Врховниот суд. Тоа значи дека се уште има имунитет и не може да биде притворен. Сепак судиката Валентина Ѓоргиевска реши да не се произнесе по ова барање, велејќи дека веќе имало жалба пред апелација, па тие ќе одлучеле. Овој притвор не само што беше непотребен, него овој притвор е незаконит, бидејќи во списите на предметот судијата не ни истакна дека постои таква одлука и во отсуство на таква одлука со која што правосилно не е завршена постапката за негово разрешување и самиот притвор е незаконит. Панчевски кажа дека не разбира зашто е обвинет, па не се произнесе дали чувствува вина, вели дека немало потреба од мерка притвор, бидејќи никогаш немал план да бега. На 15.7. самиот се пријави во затвор Скопје во притворското одделение, со оглед на тоа што од јавноста дознав дека ми е определен притвор од овој суд. 10 дена воопшто не ми е врачено решението за притвор. Не планирам никакво бегство. Од обвинителството пак тврдат дека Панчевски бил разрешен, но нема писмена и официјална одлука за такво нешто, туку слушнале од медиумите. Јанура вели притворот е незаконит, бидејќи во моментот на барањето и одобрувањето на притворот немало одлука од Врховниот суд за разрешување на Панчевски. Судот мора за тоа да има материјален доказ. Не е доволно во медиумите да било објавено дека Врховниот суд му одбил жалбата. Може да е точната информација, може да не е точна. Битно е во самиот судски предмет да постои тој доказ. Владимир Панчевски обвинет за злоупотреба на АКМИС системот во Основниот кривичен суд Скопје, додека бил претседател, односно дека давал лично предмети на рака кај судиите.